Продолжуваме со снимањето на новите видеа од предавањата на YouTube каналот Германски јазик онлайн за ниво B1. Во ова видео, како и во следните неколку видеа, ќе имаме предавање за падежот генитив, односно за последниот падеж во германскиот јазик. За претходните три падежи, номинатив, акузатив и датив, веќе имаме снимено видеа во ниво A1 плейлистата. Поради обемноста на материјалот, како што кажавме, предавањето за генитив ќе биде поделено во неколку делови. Во ова видео учиме за првиот дел. Ако ова е прво видео кое го гледате на каналот, кликнете subscribe и следете ги следните видеа и гледајте ги претходните видеа кои веќе се имаат снимено. Што треба да знаете за полесно да го научите ова видео? Се разбира, можете да ги повторите видеата за предавање за првите три падежи во германскиот јазик, односно дел 1 за номинатив, дел 2 акузатив и дел 3 за падежот датив. Овие предавања можете да ги најдите во предавањата за ниво A1. Следно, важно е да ги знаете германските лични заменки и присвојните заменки или присвојни членови. За останатите падежи, за да направиме споредба со оние за генитив. Die Fälle im Deutschen или падежи во германскиот јазик, веќе знаеме, оние кои веќе ги имаат гледано нашите претходни видеа, дека постојат 4 падежи, и тоа номинатив, акузатив, датив и генитив. За првите три имаме учено веќе, а во ова видео ќе учиме за падежот генитив. Што ќе учиме во предавањата за падежот генитив? Најпрво ќе направиме кратко повторување на сите падежи и ќе кажеме кој кога се користи. Потоа, што е тоа генитив и кога се користи во германскиот јазик. Лични заменки во генитив, род на именките во генитив, присвоен член или присвојни заменки во падежот генитив. Потоа ќе објасниме за формирање на класични и односни реченици, кои се глаголи кои спаѓаат во овој падеж, деклинација на придавките во генитив и на крај предлози во падежот генитив. Овој материјал ќе биде поделен во неколку видеа. За почеток да повториме за падежите во германскиот јазик. Die Fälle im Deutschen. Кои се четирите падежи во германскиот јазик? Номинатив или прв падеж, акузатив или четврт падеж, датив трет падеж и се разбира генитив втор падеж. Ние ги имаме учено по поинаков редослед, односно како номинатив, акузатив, датив и генитив. Првиот падеж, номинатив, да кажеме неколку реченици. Номинатив е вршителот на дејството во реченицата и може да биде субјект или подмет. Номинатив е оној кој ја врши активноста, некој или нешто. И одговара на прашалните зборови веа или кој и вас или што, зависно од реченицата. Акузатив е директниот предмет во реченицата. Тоа е оној врз кој се врши активноста, врз некој или врз нешто.
одговара на прашалните зборови when, за кого, или вас, што. Третиот падеж датив, знаеме дека е индиректниот предмет во реченицата. Тој е оној кој на индиректен начин ќе биде поврзан со активноста. И одговара секако на своји прашални зборови вем или кому и во или каде. За овие три падежи правилата веќе ги знаеме. Генитив е падежот кој се користи за изразување на сопственост при говор во реченицата. Тој е оној кој што поседува нешто при активноста. Прашалниот збор за падежот генитив е весен или чиј. Одиме понатаму. Да видиме пример. Номинатив е оној кој ја врши активноста со прашалните зборови веа или вас. Акузатив оној врз кој се врши активноста, прашални зборови вен или вас. Датив индиректно поврзан со активност, вем и во. И генитив е оној кој поседува нешто, прашален збор весен. Сега да видиме еден пример со слика за да стани појасно. Во левата слика ќе дадеме на почеток неколку реченици. Во номинатив, веа is das. Кој е тоа? Значи прашалниот збор веа за номинатив. Номинатив реченица одговара das ist Tim, ова е Тим. Значи во левата слика човечето со долар во рацете е номинатив во оваа активност. Was hat Tim? Што има Тим? Имаме прашален збор вас во случајов од акузатив. Одговараме со Tim hat ein Geschenk. Тим има подарок. Во случајов подарокот е акузатив, означен со црвена боја. Како датив би прочитале реченица како Wem gibt Tim Geschenk? Кому му дава Тим подарок? Значи користиме прашален збор wem. Како датив реченица би одговориле на следниот начин. Tim gibt Thomas ein Geschenk. Тим му дава на Томас подарок. Во оваа реченица, гледајте ја левата слика, Тим си останува номинатив, бидејќи ја врши активноста, значи дава подарок. Geschenk или подарокот е оној врз кој се врши активноста, значи подарокот е даван, со црвена боја означен. И Томас во случајов е датив, бидејќи е индиректно поврзан со активноста. Тој добива подарок. Овие три правила веќе на некој начин ги имаме научено. За генитив ќе објасниме со десната слика, со пример реченици. Весен Geschenk ist teuer. Чиј подарок е скап. Користиме прашален збор весен. Das Geschenk des Tims ist teuer. Подарокот на Тим е скап. Во десната слика гледаме дека Тим во овај случај е генитив, а подарокот или доларот е номинатив. Зошто е тоа така? Бидејќи генитив е оној кој поседува нешто. Генитив поседува подарок во случајов. Одиме понатаму со der Fall генитив или падеж генитив. Да видиме подетално што е тоа. Што е тоа генитив? Генитив е вториот падеж во германскиот јазик, иако ние го учиме последен. Тоа е падеж кој е поразличен од останатите падежи. Генитив го означува оној кој што поседува нешто за време на активноста. Тоа веќе го кажавме. Кога ќе се користи овој падеж?
кога сакаме да опишеме припаѓање или поседување на нешто. Генитив се користи во реченици каде што има два субјекти, од кои едниот припаѓа на другиот. Например, подарокот припаѓа на Тим. Едниот субјект ќе биде номинатив, а другиот генитив во реченицата. Значи, генитив ќе биде секогаш субјект кој поседува нешто. Да видиме некои примери. Das ist die Liebe meines Lebens. Ова е љубовта на мојот живот. Во оваа реченица, љубовта ни е номинатив, а мојот живот ни е генитив означен со жолта боја. Бидејќи мојот живот поседува љубов. Втора реченица, Das Buch meiner Mutter ist groß. Книгата на мојата мајка е голема. Во оваа реченица, исто означено со жолта боја, е мојата мајка, бидејќи таја ја поседува книгата, па е генитив. А Das Buch или книгата е номинатив, бидејќи е поседувана и е означена со плава боја. Одиме понатаму. Како ќе се користи падежот генитив? Веќе кажавме дека секој падеж одговара на различни прашални зборови. Генитив реченица ќе ни одговара на прашалниот збор весен или чиј. Се користи овој прашален збор бидејќи, како што кажавме, се зборува за поседување. Да видиме пример неколку реченици. Весен фарат ist das, чиј велосипед е овој. Ова ни е прашалната реченица и сега ќе дадеме генитив реченица која ќе одговори на овој прашален збор. Hier ist das Fahrrad meines Bruders. Тука е велосипедот на брат ми или на мојот брат. Весен тохта ist alt, чија ќерка е стара. Одговараме со генитив реченица Die Tochter meines Nachbars ist alt. Ќерката на мојот сосед е стара. Значи, на прашањето чиј велосипед одговараме со на мојот брат, чија ќерка на мојот сосед. Одиме понатаму. Лични заменки во падежот генитив. Личните заменки во генитив ретко се користат во германскиот јазик. Поради тоа, само ќе ги прочитаме накратко. Тие се слични со присвоените заменки или членови во женски род и делумно за множина. Значи, личните заменки и присвоените заменки во генитив се слични. Има мала разлика, ќе ја објасниме во ова или следното видео. За разлика од присвоените заменки, личните заменки во генитив нема да ни бидат деклинирани. Во оваа табела ќе направиме испоредба меѓу личните заменки во сите падежи. Ги имаме прво, второ и трето лице еднина и прво, второ, трето лице плурал или множина. За номинатив нема да ги повторуваме детално, бидејќи веќе ги знаете. Ке стојат во оваа табела само за споредба. Потоа имаме акузатив, лични заменки и датив. Овие веќе ги знаете. Генитив личните заменки се малку поразлични, бидејќи опишуваат припадност. За прво лице зингулар или еднина имаме мајна или мое. За второ лице дајна, твое. Трето лице еднина. За машки род зајна или негово. За женски род ира, нејзино. И за среден род исто како за машки род. Прво лице плурал унза, наше. Второ лице плурал оја, ваше. И трето лице ира или нивно.
Или ако зборуваме со персирање на некого, ира исто се кажува, но значи ваше. Забележувате ли дека присвоените заменки и личните заменки се слични кога зборуваме за генитив? Genus dea nomen im genitiv или род на именките во генитив. Во овој слайд ќе ги повториме на кратко кои беа членувани, нечленувани именки, присвоен член или заменка присвојна и негација на нечленувана именка. За падежите номинатив, акузатив и датив. Ќе ги повториме накратко, бидејќи овие веќе ги знаеме и подетално имаме снимено во видеата за соодветниот падеж. Значи за номинатив имаме dea, di, das и di, зависно од тоа дали зборуваме за машки, среден, женски род или за множина. Како нечленувана именка ein, eine, ein, множина немаме, присвоен член mein, meine, mein, meine и негација kein, keine, kein и keine. Акузатив е различен од номинатив само во машки род каде што имаме den, членувана именка, и einen, нечленувана именка, meinen, присвоен член, keinen, негација на нечленувана именка. Останатите родови и множина се исти како за номинатив. Кај датив имаме мала разлика и тоа dem, dea, dem и den. Нечленувани именки за машки и среден род се исти, исто кај присвојниот член и кај негацијата. Не треба да ве буни dea од женски род во датив со dea од машки род во номинатив. За ова подетално имаме зборувано во видеото за датив. Исто множината во датив den и машкиот род во акузатив den. Нема да се задржуваме на овие падежи, само ги повторувавме. Продолжуваме со генитив. Во германскиот јазик, кажавме, има 3 родови на именките. Машки род, женски род и среден род. Родовите на именките во генитив се скоро целосно различни од останатите падежи. Женски род за датив и генитив ќе ни биде ист. Тоа е единствената сличност. А сега да прочитаме табела за генитив. Членувана именка во машки род des, женски род dea, среден род исто како машки род des и множина исто како женски род dea. Како што кажавме, женскиот род за членувана именка кај датив и генитив е исто, односно dea. Одиме со Односно, пред да кажеме за нечленувана именка, да споменеме дека за машки и среден род, освен што се дава des како збор, именката ќе добие плюс додатна буква С или S. На следниот слайд ќе споменеме кои се правилата, дали ќе биде додатна буква С или S. Како суфикс. Нечленувана именка имаме eines плюс буквата С или S за машки род. За женски род eine, среден род ќе ни биде ист како машкиот род и за множина немаме нечленувана именка, исто како за останатите падежи. Присвојниот член ни е meines плюс С или S, meine за женски род, среден род исто како за машки род и плурал имаме meine исто како за женски род.
Негацијата ни е за машки род кајнес, женски род кајна, среден род кајнес и множина кајна, исто како женски род. Значи падежот генитив е различен скроз од останатите падежи, освен во тоа што женскиот род е сличен со датив. Од што зависи дали машки или среден род именката ќе добие наставка с буква С или С. Ако именката е составена од еден слог, ќе добие наставка С. Или ако именката завршува на буквите S, SZ, X или Z, добива наставка исто S. Ако именката е составена од повеќе слогови, тогаш ќе добие наставка С. Да видиме пример од левата страна Einsilbigen или именка со еден слог и од десната страна Mehrsilbige, значи именки со повеќе слогови. Во генитив, das Kind ќе ни биде des Kindes. Значи користиме членувана именка за среден род, односно des, и именката добива плюс наставка S, бидејќи Kind ни е именка со еден слог. Des Hauses исто, со еден слог. Како именки со повеќе слогови ќе дадеме пример des Bruders и des Nachbars. Овие две именки се составени од повеќе слогови, поради тоа имаат само додатна наставка С. А сега ќе прочитаме примери за сите овие родови кои ги учевме за генитив. За машки, женски, среден род и за плурал. Am Ende des Tages wir gehen zu Hause. На крајот на денот ние одиме дома. Die Tochter eines Mannes ist aber adoptiert. Керката на еден човек е посвоена. Der Hund meines Bruders heißt Max. Кучето на мојот брат се вика Макс. Das ist die Pflicht keines Fehlers. Ова е обврска без грешка. Значи во овие 4 реченици опишуваме генитив за машки род, кај нечленувана именка, присвоен член и негација. Продолжуваме со женски род. Die Kleidungen der Freundin sind billig. А лиштата на пријателката се ефтини. Die Tochter einer Frau ist verschwunden. Керката на една жена е исчезната. Hier ist das Haus meiner Schwester. Тука е куќата на мојата сестра. И за множина, das ist der Apfel keine Schale. Ова е јаболко без лушпа. Мала грешка, не за множина, туку зборуваме за негација, за женски род. Продолжуваме со среден род. Die Eltern des Kindes sind sehr böse. Родителите на детето се многу лоши. Das Geld eines Kindes sind gestohlen. Парите на едно дете се украдени. Das ist die Liebe meines Lebens. Оваа реченица прочитавме, ова е љубовта на мојот живот. Das Auto keines Rades ist kostenlos. Автомобилот без тркало е бесплатен.
и за множина, am Ende der Probleme, ich werde ruhig leben. На крај на проблемите, јас спокојно ќе живеам. Hier ist das Haus meiner Eltern. Тука е куќата на моите родители. Der Bus keiner Reisenden ist schneller. Автобусот без патници е побрз. Се надеваме дека ова видео ви се допадна. Ако е така, кликнете лайк, кликнете subscribe, активирајте го звончето за нотификации, следете не на Instagram како германски јазик онлайн и предложете го каналот на друг кој сака да изучува германски бесплатно.